Државата не може да тргне напред без стара сила. Пензионерите од Истокот се организираа партиски, формирајќи го во Штип првиот огранок на партијата на пензионери. Основната поента на постојањето на ова партија е фактот дека државата е во една тешка и голема политичка криза, дека сето тоа се одражува и на планот на моралноста на нашите граѓани, која е значително падната. Пензионерите сметаат дека сите вредности, материјални и морални, кои ги оставија како наследство на своите генерации, дека тие еродираат, дека се рушат и дека и од таа причина решија дека е време и тие да се политички активираат. Првиот политички испит пензионерите ќе го имаат на првите наредни избори, но за почеток силите нема да си ги мерат сами. Ние сме мала партија, секако, и на државно ниво сме мала, нова, пресна, и со кого ќе се коалицира, со некој сигурно да, тој ќе се одлучи на едно генерално собрание кој ќе се одржи на партијата во Скопје. Пензионерите од Истокот се убедени дека имаат доволно сила и капацитет да се носат на политичката сцена. Искуството на другите држави досега покажало дека пензионерите ни одблиску не се отпишена категорија. Партиите на пензионерите во Европа се мощни развиени политички субјекти. Еве само да спомнам дека во Србија 11 пратеници се од партијата на пензионери, во Хрватска 7 пратеници, а во Словенија дури 4 се министри, меѓу кои познатиот Иво Вајгел, кој е од партијата на пензионерите, а е министер за надворешни работи. Значи, тие држави знаеа да го искористат тој мисловен потенцијал, кој што има богато искуство за себе и кој сака да го стави во служба на државата. Партијата на пензионерите досега има организирано партиски ограници во Штип и Делчево, а намера има тоа да го направи во сите општини од регионот.